Членови на Државната комисија за спречување на корупција, представници на медиуми, сите присутни, ја отварам 13-тата седница на Државната комисија за спречување на корупција. Констатирам дека на седницата се присутни сите членови на комисијата и комисијата може полноважно да расправа и одлучува. Уште еднаш голема благодарност до сите вас, колеги, и посакувам успешна работа денес. За оваа седница го предлагам следниот дневен ред. По точка број 1, програма за работа на Државната комисија за спречување на корупција за 2025 година, годишен план за следење на имотната состојба и судирот на интереси за 2025 година и годишен план за спроведување на антикорупцијска проверка на легислатива за 2025 година. Дали некој од членовите има предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред? Доколку нема, го ставам на гласање дневниот ред. Кој е за? Против нема, констатирам дека дневниот ред е едногласно усвоен. Преминуваме на првата точка на дневниот ред, програма за работа на Државната комисија за спречување на корупција за 2025 година. Согласно член 17, став 1, точка 24 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси, Државната комисија секоја година донесува програма за работа. Согласно стратешките определби за целосно исполнување на надлежностите утврдени со Законот за спречување на корупција и судирни интереси, Законот за заштита на укажувачите и Законот за лобирање, а имајќи ги во предвид и препораките од извештајот на Европската Унија за напредокот на Република Северна Македонија за 2024 година, активностите поврзани со Конвенцијата на Обединетите нации против корупција, препораките на ГРЕКО од петиот круг на евалуација на тема спречување на корупција и промовирање на интегритетот кај централната власт, највисоките извршни функции и органите за спроведување на законот, мерките и активностите во Националната стратегија за спречување на корупција и судирни интереси 2021-2025 година, изготвена е предлог програмата за работа на ДКСК за 2025 година. Текстот на предлог програмата за работа на ДКСК за 2025 година со акциониот план ви е доставен. Молам, доколку некој има забелешки, предлози во однос на предлог програмата, да се произнесе. Доколку нема, предлог програмата за ДКСК за 2025 година ја ставам на гласање. Дали има некој предлог за измена и дополна на истата? Нема. Преминуваме на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека со 7 гласа комисијата ја донесе програмата за работа на Државната комисија за 2025 година. Известувам дека истата ќе биде објавена на веб страната на ДКСК. Преминуваме на втората точка од дневниот ред. Годишен план за следење на имотната состојба и судирни интереси за 2025 година. Државната комисија за спречување на корупција и Државната комисија за спречување на корупција, согласно член 19 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси, во последните 3 месеци од тековната година усвојува годишен план за наредна година за следење на имотната состојба и судирот на интереси, применувајќи пристап заснован на проценка на ризик од корупција. За подготовка на годишниот план за 2025 година, Државната комисија се раководеше од Националната стратегија за спречување на корупција и судирни интереси 2021-2025 година, каде се утврдени и селектирани приоритетните проблеми кои генерираат висок ризик од корупција. Имајќи ги во предвид годишните планови од претходните години, Државната комисија се насочи кон носителите на функции од областите кои досега биле опфатени, но во истите се уште се препознаваат високи ризици од корупција, и тоа правосудството, здравството и инспекцијските служби.
Исто така и овој предлог план за следење на имотната состојба и судирот за интереси за 2025 година ви е доставен. Дали некој од членовите има предлог за измена и дополна на истиот? Доколку нема предлогот за следење на имотната состојба и судирни интереси за 2025 година, го ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека со 7 гласа за е донесен планот за следење на имотната состојба и судирот на интереси за 2025 година. Исто така и овој документ ќе биде објавен на официјалната веб страна на Државната комисија. Третата точка од дневниот ред: Годишен план за спроведување на антикорупцијска проверка на легислатива за 2025 година. Државната комисија за спречување на корупција согласно член 17 став 1 точка 2 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси проведува антикорупцијска проверка на легислатива, односно на закони, подзаконски акти и други општи акти согласно со методологија која ја донесува. За подготовка на годишниот план за 2025 година, ДКСК исто така се водеше од Националната стратегија за спречување на корупција и судирни интереси 2021-2025 година, каде што се диагностицирани и селектирани приоритетните проблеми кои генерираат висок ризик од корупција. Исто така и овој документ беше доставен до вас за разгледување. Дали некој од вас има предлог за или забелешки за измена и дополна на овој план? Доколку нема, го ставам на гласање предлог планот за спроведување на антикорупцијска проверка на легислатива за 2025 година. Кој е за? Против нема. Констатирам дека со 7 гласа за е усвоен, односно донесен планот за спроведување на антикорупцијската проверка за легислатива за 2025 година. Со ова се исцрпени сите точки од дневниот ред на оваа седница и ја затварам 13-тата седница на Државната комисија. Ги повикувам присутните новинари, доколку имаат некое прашање, да постават. Повелете. Најверојатно нема прашања. Това уште еднаш би сакала да ја затворам оваа седница. Со завршување на оваа последна седница на Државната комисија за 2024 година, на вас, колеги, членови, вработени, медиуми и јавност, би сакала да упатам најискрена честитка за новата година. Посакувам 2025 година да ни донесе многу здравје, нови успеси и благосостојба. И уште еднаш благодарност за вашата посветеност и труд во изминатата година. Да продолжиме со заеднички напори и во годината што ни доаѓа. Уште еднаш големо благодарам до сите. Пријатно.